Идејата е да се вклучат што е можно поголем број советници кои ќе бидат задолжени да даваат советодавни услуги за добри земјоделски пракси на земјоделците. Советодавните услуги покрај државната агенција ќе може да ги даваат и други лица. Ќе се изготвува закон за давање советодавни услуги, а планот на ресорното министерство тоа да биде ефективно веќе од следната година. Во Македонија има повеќе од 700 агрономи и земјоделски инженери кои завршиле на македонските универзитети, а некои во странство, а кои се кадар кои мора да го се вклучи во давањето советодавни услуги кон земјоделците. Во тој правец, Министерството размислува покрај државната агенција да вклучи и поголем број луѓе кои дополнително би ги обучиле во нашиве универзитети, за да бидат подготвени во секој момент да даваат вистински правилни информации за земјоделците. До сегашната финансиска поддршка за земјоделците ќе продолжи натаму, а во интерес на развој на земјоделството ќе има промени на закони и носење нови. Наспроти финансиската поддршка од пред 6 години од само неколку милиони евра, денес имаме поддршка од 135 милиони евра, истакнуваат од ресорното министерство. Во втората половина од оваа година ќе се посвети внимание и на дорегулирање на некои закони во однос на фитосанитарниот систем. Од Министерството најавуваат дека ќе продолжат и активностите за рурален развој што се преземаат во соработка со општините и со градоначалниците, кои се фокусирани за развој на земјоделството и поддршката на земјоделците. Радува фактот, истакнуваат од ресорното министерство, што во програмите на поголемиот број кандидати за градоначалници посебно место зазема земјоделство.